Си го продаваат за жал собственото тело за профит. Треба да се сменат тие стандарди. Која е најубава девојка, она што не е совршена. Бидејќи тоа те прави своја, бидејќи тоа те прави тоа што си. И машко да е убаво, кога ќе видиш браво бе, какви мускули има, како е среден. Тоа ми е сонот, тоа уживам во тоа. Од тоа што е убаво, окото не може да побегне. Остани со мене, светот светла милион, се возможно. Еј, колку убаво ме боли. Сема се вратив дома и така малце се тркалав од една до друга. Malaika, nakupenda malaika. Зошто не ја водите и вие емисијата на некој друг јазик? Да се веселе, се расположени, Знам вака да се загледам сега. Суптилно. да бидам похрабра во некои одлуки. Остани до мене. Здраво, Македонија, добро дојдовте на Stars TV Show. Здраво Македонија и од мене, како што ви кажа Емче, добре дојдовте во вашето омилено Stars TV Show. Ова нашето и вашето почнав да го мешам затоа што Емче Вашата, ајде. често користи да каже во вашата емисија, тоа е толку нашата емисија. Така ли Емче? Ајде, Иван. Да се насмееме уште на сам почеток, затоа што и ние водителите секогаш не кажуваме се правилно и се од прва, некогаш ни треба да повториме работи кои што вие многу ретко ги гледате пред малите или сега веќе големите екрани, но знам дека денеска ќе направиме една преубава емисија затоа што имаме препозитивни гости, преинтересни гости, исклучителни гости и да не должам многу, ќе почнам со најава, односно сакам да го најавам најпрво човекот кој што преку македонска песна ги продре границите на Балканот. Гласен, јасен, директен се дел од карактеристиките кои што го опишуваат Спасен Силјановски. Ајде, добро вечер. Добро вечер. Добро Абе, вечер. Раđoni. Зојсана. Nice to meet you. Мамбо, джамбо. Се потрудив да научам некој збор на твојот јазик. Како си Здраво, Спасен? како сте Прв вие? пат ни доаѓаш во Прв пат емисија? благодарам. Чекај, ова е емисија за звезди, Старс. За звезда. Јас не сум звезда. Да, ти и си тоа- звезди. Не, Те ама звезда. добро. Повеќе од звезда би рекла јас. Каде сакаш да си седнеш? Ви благодарам. Ке се одберам јас. Може сам? Слободно да си одбереш, а сега продолжуваме со една млада, талентирана, насмеана, секогаш позитивна, убаво дотерана и пред се со позитивна енергија, наша македонска пејачка Јана Спирковска. Повели? Вечер. Многу убаво изгледа. Благодарам. Прекрасно изгледаш, морам да ти Благодарам, кажам. Вие сте преубави. Може ли само да ми кажеш ова вака поздравувањето? Добро. Вака, со раче, тоа е така дамски. Па може да биде во склоп со целиот изглед. Аути, повели да си седнеме на Фала место. многу. Можам да кажам дека најавата ни беше прекрасна и така убаво позитивно ни тргна емисијата. Како сте ни? А како ќе бидам со овакви три прекрасни дами, како да бидам? Така? Јас сигурен сум дека сега повеќе од половина од гледачите ми љубоморат, ама што да правим? Ти благодариме на комплиментот. Ова беше суптилен комплимент, ама баш убав. Фала ти многу. Знаеш што ми кажа? Знаеш кој се поздравува, рече вака со гостињата? Да, масон. Тоа е масонски Не се поздрав. знае. Знаеш, тие не се поздравуваат вака со цела рака, него само на сутилно, помалку. Јана, Може ќе ме има нешто откриете, скриено. ќе ме откриете. Па во текот на емисијата Ќе видиме, да. знаеш. Кажете ми, што правите кога онака ќе ви тргне денот наопаку? Кога нешто нема пример да ви биде како што сте го испланирале, затоа што реално не секогаш оди се по план. Ова вистина. Ајде Спасен, тебе ќе те прашам. Што правиш ти во тие моменти? Па знаеш, светот не е совршен, сега да бидеме реални. Така е. Јас гледам од секоја негативна работа да ги изведам позитивните. Како? Да заборавам на негативните, па во се негативно ќе се најде нешто. Знаете како имаше еден цртан филм кој дете го гледав, се викаше Малиот Радован. Ке падне и викаше еј колку убаво ме боли. И ке се смее, или ке се изжура на тие копреви, Ова е ке добро. се набоцне на некој трнче, вика колку убаво боцка трнчето. Така да денот може да тргне наопаку, но да гледаме тоа да нема некои трајни негативни ефекти. А ситниците гледам да ги занамерам, ситниците се поправаат секогаш. Оне што е најбитно се знае што е здравјето пред се тоа да не во таа смисла да не тргне нешто на лошо, а другото имало периоди во животот кога сум се нервирал за ситници, но со тек на годините ќе сватите дека
тоа е безпотребно губење време. Случиш да ги акумулираш. Да ги акумулирам, да ги балансирам и да не обнувам внимание на седмицата. Многу убав совет ми даде, ќе се обидам да го практикувам. Леле колку се приубави сите ети грешки и недостатоци кои што се случуваат во текот на се. Тоа психологијата, филозофијата во однос на девојките, која е најубава девојка, она што не е совршена. Некој мал дел на нејзе, некоја неправилно распоредена црта ја прави токму Таа убавина. Имаше една, како се викаше, не знам, таа попејачка американска, ќе го вика сакам да го оперисам и го направи носот као и сите колеги викаат сега иако ти е носот прав, перфектен, но ти не си таа, ја изгуби уникатноста. Така да токму убавината и беше во неправилноста на физичкиот изглед, односно конкретно на носот. А ние како сме тргнале сега искрено, сите трагаме по некое совршенство. Јана, ке се согласиш ли со мен? Па да, некако дали ги гледаме некои денешни трендови, сметаме дека тоа е нешто правилно, а всушност како што рече и Спасен дека мислам дека тој човек што на вистина те сака и сака да е со тебе, баш ќе му се допаѓаат тие некои несовршености што ги имаш. Апсолутно. Така што бидејќи тоа те прави своја, бидејќи тоа те прави тоа што си. А некако денеска веќе сите си налекуваат едни со други. Многу жално е тоа. Да, мислам дека треба да се сменат тие стандарди. Се зависи од натрешната индивидуална помисла и енергија. Знаете, човек кој што размислува така се да биде негативен, тој во секој најде негативност. Зошто ми го даде кафето премногу топло или па зошто ми го даде ладно. Значи ако сака се е во зависност од перцепијата, дали чашата ја гледате полуполна или полупразна. Тоа е многу битен елемент за едно релаксирано движење низ животот. Сега јас чашата, немаме чаши за да видиме како ги гледаме чашите, ама затоа ќе ја прашам Јана, дали кога ќе станеш на десна нога, мислиш дека денот ќе ти тргне на убаво или обратно? Па некако мислам, како што рече исто и Спасен, дека многу е нормално да има во текот на период некои работи што не одат како што треба. Например, еве денеска конкретно тргнав да се спремам, тргнав на студио, а многу гужва имаше денески, па ете задочнев малку, ама од друга страна па и они уште не беа довршени со претходните клиенти, така да се поклопија некои работи. Не знам, гледам позитивно да размислувам секогаш и мислам дека за се може да се најде некое решение, да го сакаме. Апсолутно е така. Кажете ми, вака кога не сте пред камера, кога не сте на сцена, вака, вие сте цело време, од кога сте дојдени, и јас не гледам да сте тргнале на смевката од лице. Вака сте и природно, вака сте и по дома, вака сте и кога никој не ве гледа, или тогаш сте намкјури? Индивидуално зависи од моментот. Сега некој ќе каже на смевката станува и навика, по автоматизам, знаете. Јас сум по природно духови човек. Како што кажав и во претходното прашање, гледам од се да излечам позитивно. Така да и во најтешките моменти јас гледам да направам тоа да го завртам некако сатирично, да биде да излечам насмевка од нешто и по природа се смеам секогаш. Истиот сум јас, како и пред камери, така и дома, мислам, не знам да глумам. Јана, ти? Па исто и јас искрено гледам секогаш да сум позитивна и многу луѓе ми го имаат искоментирано дека тоа всушност дека на некој начин може некој да му го поправи денот, да му биде убаво во мое присуство и баш тоа ме радува. Инаку на сцена поготово гледам да сум позитивна, бидејќи знам дека ми ја пренесувам енергијата и на другите и знаело некојаш да ме пишат луѓе, те гледав цела вечер, како може да се цела вечер насмеана, ама мене, мислам, тоа ми е сонот, тоа уживам во тоа, така што гледам секогаш позитивно да гледам на тие работи. А шо и ако си негативен или намортен? Да, добро, мислев, пример, некогаш па ќе бидеш изнервиран. Кога ќе сретнеш некој здраво како си, не сум, и дошо ако така се поставиш, ќе ти го промени тој денот. Уште повеќе ќе ти биде така. Негативно, значи супер, фалам на Бога, добро и се позитивно. Мора да размислиме. Нели сме тука, нели сме здрави, нели сме живи, нели може да работиме, сме работоспособни. По принцип човекот е така програмиран, секогаш се фајка за оние за недостатоци, а никогаш не ги гледаме позитивните работи кои што ги имаме. Еден човек, другар мој пример, ми се јавува кај си, вика, викам, сега станав од спиење. Ајде, вика, те чекам во кафана, треба да частиш.
Викам, ајде Илија, зашо да частам? Затоа што се разбуди, вика, еве се разбуди, вика, нов ден, вика, треба. Тоа е суштината, причина за да гледаме се позитивно. Да ти кажам, и овој совет ми се допаѓа, ќе почнам да го да применувам го од применувам. утре. Добри совети. Ке сите другарки, види вака, на 7 другарки да се јавам во текот на наредната недела, јас секој ден ќе си имам гратис ручек. Ако Така е. гледаш од друга страна, реално. Па Исус не вика, дајте го вика секој ден како да ви е посаден, во буквална смисла како да ви е поставен, знаете како, но радувајте му се на животот, радувајте му се на сонцето, на денот, на природата. Има милион причини за ние да видиме денес, Така денес среќни. А уште поголема среќа добиваме кога, пример, јас сум по карактер таков е лично за себе. Не верувам многу во хороскопски знаци, но ги читам понекогаш. Што си? Водолија сум. И во хороскопот дури тоа го пишувам, ме прави среќен кога е некој друг среќен. Јас ако усреќам пример денес некој човек, јас сум повеќе среќен од него. Да. И често пати си викам, па зашто кога ќе станеш денес кога ќе почнеш денот, Да не му го направиш една денот, банална работа. Ако не те познавам пример, што подари на некоја си на улица некоја баба, дама, мома, било што. Го правиш тоа? Еве го правам една ружа и ќе се изненади, незиното изненадување ја прави среќен и таа енергија верувајте се префрла на вас и воопшто на сите луѓе во планетава. Јас морам само да ви кажам дека многу убаво изгледате. Благодарам. Го кажав тоа позади камерите, но сега сакам да го кажам вака и јавно. Како си се дотерал секојата чест и на очарите на вистина многу добро ти Ти, одговараат тему на се само целиот да кажам. стајлинг. Мола? Научари од тему носам да знаеш да не. Па не е врска тоа. битно, точно. Битно како Воопшто се не е битно. скомбинирани. Сопругата, морам да ја пофалам сега, таа се грижи за мојот изглед. Браво, браво за Јас ја сопругата, прашувам, секој е викам чест. денес и таму прашува кај ќе гостуваш, каква емисија, кој е концептот на емисија, и според тоа, нели според кодексот, така ќе се однесувам. Мене ова ми е еден од омилените стилови кај Машко. Искрено го сега и кажувам. пролетно време, Ето така. бела боја отворена, како што ни е отворени духот, така и ние да изгледаме. А види на мене, јас розева, Да, Јана, Ќе се Лилија, воздржам јас од коментари. Портокалова, да, ме гледа пази, сопругата, пази, кој знае пази што ќе кажеш. Ќе прашаме после и за тоа. Јана, морам да ти ја пофалам фризурата. Ти благодарам. Сега пред скоро имам соработка со еден салон La Hair и исто така и девојчето што ме шминка Кристина таму работи, така што се многу добри и секогаш пробуваме нешто да експериментираме, бидејќи сакам да е нешто што ќе биде повпечатливо, да видам мене што ми одговара. Порано не сум била толку храбра да пробувам различни работи, ама мислам дека сега од кога почнав дека има многу позитивен фидбек на некој начин. Да, затоа што многу си преубаво изгледаш. На Ти вистина ти благодарам. го кажувам тоа. А и тоа што кажа ти, не си била многу храбра. Да. Тука морам да го демантирам нештото, затоа што пред 2 години ние снимавме летни авантури. И тие летни авантури беа со наша друга колешка, која што веќе не е тука со нас заедно. Снимаат на матка и предизвикот беше Јана да си истори шише вода врз глава. Јана со минимално шминка на неа, затоа што е природно убава. Ти благодарам. Без проблем си истори шише вода на глава. Секоја тече за тоа. Ти Многу ретко благодарам. девојка би го направила. Да. Па да. Сигурно е во некако- својата убавина. Некако не знам, мене не ми пречат такви работи. Можам и да излезам и со помалку шминка, и со повеќе шминка. Мислам дека ете и дури за слики, да речам, сметам дека што поприродно тоа подобро, бидејќи нормално луѓето ќе те видат надвор на улица, не треба да не ме препознаат, што се вика. Така што тие работи додека е интересно, додека има убава енергија, стварно не ми менува. Дали шише била вода Да. врз глава или не. А и уште една па друга позитивна работа. Исто лани во летните авантури. Без проблем таа била на снимање после тоа. Јас не знаев. Влегуваш Јана во базен, нема проблем. Правиш тоа, нема проблем. Јас викам што е работата, девојчето. Ама така многу ретко некој се согласува, пример, да излезе од својот комфорт. Или Тоа да, ама јас мислам, дури секојдневието ми е такво што цело време сум на повеќе страни, да речам, и мајка ми секогаш кога ќе се вратам дома ми вика, "Дебра, девојче, 200 на саат си", вика,
вика како издржуваш, ама мене ми е убаво, не знам, ако ми е исполнет денот, се чувствувам поубаво, ако не ми е исполнет, тогаш е лошото. Млада си, така да продолжиш. Остај како ја издржуваш. Ти благодарам. Спасен, тука во самата најава јас го кажав оној хитот кој што ги продре границите на Балканот. Ајде да не бидеме скромни сега премногу и дури надвор од Балканот. И надвор, а е браво Јас секоја добивам чест. снимки и денес, секој ден, не само од балканските држави, туку и надвор, и од Европа, дури и од Африка, од Египет, не знам каде се. И тоа замислете, некаде што има македонска диаспора, па македонци да ја слушаат оваа песна. Каде што му е интересна. Туку ја слушаат и другите народи и народности таа песна. Нешто има во незе, дали ритамот, дали музиката, мелодијата, дали енергијата, дали јас сум направено така, на моја среќа, тоа е точно. Морам да ти кажам дека нас со таа песна ни започна нашата емисија. Да. Десингерица беше нашиот прв гостин и при разговор една песна што запеа беше Ке ти токму дојдам. твојата. Ќе ја повториме во Па може ли емисија? уште одма да ја повториме? Да? Може Ама ли? ја- Јас имам тука. Само мора, кој ќе ми пее бек вокали? Јас сум навикнат да ми пее некој теца бек. Еве, ќе се потрудиме јас, Ако, Јана, Емче, Имаме гитарист тука, да? имаме и гитара, Емче, Виктор знаеш ли оваа конечно песна? ни дојде тука со нас. Кој песна? Ке ти дојдам. Ке ти дојдам вечерта не знам. Тоа е тоа. Ке ти Па ја знаеш, браво. Ја знае секако, ајде да се расположиме. Ке ти дојдам вечер јас во сладоба, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори. А замисли бакшиш ако имаше се, како ќе ја певне. Ајде, пеј, само пеј. Кај ли беше кој те виде, љубов ти си криела, ладена постела ти била, тешкото сама ти си спиела. Може заедно сега. Ке ти дојдам вечер јас во сладоба, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори. Браво, браво. Ова требаше вакво расположение, ни требаше реално, мислам дека, ама секој Чекај, ние сега почнам, јас знаеш по карактер сум таков, не можеш да ме застанеш после. Се треба да продолжиме со некоја втора. Ајде да продолжиме веќе, па ајде може, зошто да не? Еве сега го слушнавме Спасен одлична забава ни направи. Ајде да видам Јана каква забава. Ајде, може. Што ќе пееме? Да ти кажам, за 2000 имам модулче. Гледаш како? А новиот бакшиш. А замисли за 4 што ќе направиш. А даваме, ајде, еве ги. Значи Ќе почнат да парите се летат тука. звучери сега на сите страни. Ова иначе моја песна, се вика се е возможно. Пушти и сите лоши зборови, колош сон само дае. Слушни и сите нови тонови, играј во ритамот на светот, дојди со мене во ноќта, јас и ти сме исто дознај, најди време за нови нешта. И не мисли на денот што ќе донесете следно, да си се што сакаш да си забижи. Остани со мене, светот светла милион, се е возможно, верувај во себе, тука се е магично, се е возможно. Пушти и сите твои сомнежи, колош сон само дае, откри ги сите нови патеки, и препушти се на себе, дојди со мене во ноќта, јас и ти сме исто дознај, најди време за нови нешта.
на денот, што ќе донесете следно, да си се што сакаш да си замижи. Остани со мене, светот светло милион, се е возможно, верувај во себе, тука се е магично, се е возможно. Come on, baby! Yeah! Остани до мене, ти! Остани до Се е мене! магично, се е возможно. Или имаше отвори го, Комбинација да направиме. да ви кажам, во право се што нема тука шашки со алкохол. Па не, убаво е да Ќе има земате да малку вложи. повеќе, затоа што така ќе бидеме поопуштени, ама еве веќе ќе ги мотивираме. За следно. луѓето што не гледаат, за тука да ни донесат нешто, да има малку за пиење, за опуштање, за расположение. Ама гледате како, двајцата си го заслуживте ваучерот, не само Да. така да се даде, одма бакшиш. А може да ни кажете за каде е ова? Секако дека да, тоа ни се нашите нови поддржувачи на емисијата, ресторан Стар Боем, така што со предходните гости се договоривме сите да одиме заедно на вечера, така што еве и вака ќе се направиме една дружба, зошто да не? Нели Да, така? јас и денеска не сум јадена, така да може после емисија да одам. Дефинитивно. Може, Се може, согласувам. може. Али гитара ќе си носиме со нас. И гитара ништо на Виктор ќе му Да. дадеме, а да не беше Виктор, ние не може вака да бидеме маестрални, реално. Дефинитивно. Емче па Дефинитивно. да го не го пушташе Аплауз за гласот. Виктор. Така е. Ви А благодариме. може Емче да ни спее нешто на незин Ајде, јазик? ајде. Да чуеме. Песна на свахили е. На свахили, Емче. На Swahili. Ајде. Песна. Муля хати ја папа да, ја папа да. Malaika, nakupenda malaika. Hey, malaika, nakupenda malaika. Браво е. Ама па не одбива, нема Не, али, друга Браво певица, за тоа. друга. Тука нешто во прашањата имам запишано дека, односно тоа го имам некаде видено. Имаш одбиено многу големи продукции кои што ти нудат да пееш, ете пример, нешто друго освен македонско. Зошто? На кој јазик ја водите ви емисија? На македонски. Па зошто не ја водите на грчки? Добро, музиката е малку поразлична. Сакав да кажам пример, според мене музиката ниту познава јазик, ниту граници, ниту вера, ниту Да, но не познавам забавната музика, поп музиката, бидејќи таа не е кантри, не е народна музика и таа не идентификува нас како култура, како нација, како фолклор. Не разбирате? Да, Сега да. оваа песна од Емче може да ја испеете и на англиски, и на грчки, и на не знам каков јазик. Додека се работи за народна музика, народната музика е темелот на нашата култура, на нашата традиција, на нашиот идентитет. И сега зошто јас да би ја пел ќе ти дојдам на некој друг јазик? Добро, сега Дали ти ме ја разбирате? разбирам Немам ништо логиката, против да. другите песни, ја се слушам и ги почитувам. Но нема тука логика. Или обратно, еве, српска песна да ја преведете на македонски јазик. Прво нема да звучи. Второ, мојот начин на дикцијски начин на интерпретација е токму во мелосот на автентичниот македонски фолклор. И нема логика, нема, не знам како да го објаснам како тоа, затоа ве прашав, зошто не ја водите вие емисијата на некој друг јазик? Еве, зошто не ја водите на грчки, на српски? Затоа Па што сега да се емитуваме таму, да би се емитувала таму, јас немам проблем да снимам и на некој друг јазик, искрено. се разбира, ама Ви ги снимала два пати, сега нема да бидат исти, ама да? вие се емитувате на македонска Да, национална да. телевизија и треба да практикувате, да го штитите тој културен Апсолутно го штитиме на максимум. на максимум. Така, Точно. така и јас, тоа е мојата цел. Не е се во животот се човек да направи за пари. Мојата слика е многу поширока. Барем јас така размислувам, може би не сум во право. Но ако сите размислуваме само оној момент, јас да заработам без разлика на тоа што ќе оставам позади себе за војнина, што ќе пропагирам, какви морални вредности јас ќе им пропагирам на генерациите кои што ќе дојдат понатака, така ништо нема да направиме од нас. А посебно во овој момент, сега да не навлегуваме во политички теми, каде што ние се соочуваме, знаете, со жал ми е да кажам, со идентитетска криза. На секој план, на културен, на музички, на спортски, на фолклорен.
менување на имиња и така, и ајде се уште да почнеме да емитуваме, сите да пееме на странски јазики, сите да ти кажам и да право, почнеме како уште што да некогаш- зборуваме, знаете, на други јазики, што ќе остане од Македонија? Искрено да бидам, и кој ќе го сочува македонскиот идентитет ако сите почнеме, знаеш, јас добив голема понуда, сега ќе пеам. Па тоа сакам да го кажам, некогаш другите не поддржуваат многу повеќе од колку ние тука самите. Ние сме, верувајте, секој од нас има обврска, посебно нас, јавните личности, да, особено ние фолклористите кои што пееме македонска народна, Традицијата да ја задржиме, да ја така е. задржиме и да ја сочуваме традицијата. Толку ова беше чисто само едно прашање. Ама не ме чепке кај што ми е Добро, болката извини. голема. Знаеш дека јас сум за тоа. Не ми беше тоа намерата, чисто сакав само да слушнам твое мислење, сега ми е јасно зошто тоа го кажуваш. Јас не сакам Ти да бидам благодарам на погрешно одговорот. разбран. Не, воопшто. Сакам и ќе повторам, Воопшто. сите јазици ги сакам, дај Боже да можам, јас се трудам да научам и албански и турски. За комуникација. За комуникација Така секако, е. но јас сум македонец и си го негувам тоа што пред се ми лежи во душата, Па тоа ме така е. идентификува. И јас најповеќе кога слушам музика, се слушам, но кога ќе запее некој македонска убава песна и тогаш навистина ме тера да ја подигнам чашата и да се напијам. Тогаш ме допира во душата таа песна. Затоа што имаме ние најубава и најбогата музика, признаена од светски експерти Еден аплауз. и фолклористи. Сите. Ова заслужува реално аплауз. Јана, сакам да ја пофалам за тоа што почна да правиш кавери, многу добро ти стојат, многу добро благодарам. изгледаш. Ти благодарам. И многу ми се допаѓа ете што почнуваш да си правиш нешто што многу малку луѓе кај нас во Македонија прават кавери. Не сум видела во последно време некој тоа да го прави. Па да, мислам, има луѓе што си прават нели преработки, ама јас сакав да биде нешто малку поразлично, затоа малку во поразличен амбиент го направив, нели со поразлична коса, стил и така натаму. Така што видов дека има доста позитивни коментари, бидејќи до сега некако се што сум ставала било дали од настапи, да речам некои објави, ама секако не може убаво да се слушне. Многу е подобро кога нели ќе се сними убаво и во студио и секога е тоа скоцкано. Па си реков дека дефинитивно периодов што оди нареден дека ќе снимам повеќе такви преработки, бидејќи доста луѓе ми пишаа дека ни треба вакво нешто. Да. Да, сакаат луѓето да слушаат, така што ми има позитивен Вајб. фидбек, да, од дефинитивно би правила. Немој тука сега страв ми е да употребам некој збор, така реков, вака се Добро, сврти на англиски позна. не е толку страшно. Мислам, ја искрено Да. Зошто не викаме подарок? Не, искрено, ја не употребувам нешто многу англиски зборови, ама дури ми е чудно кога некој комуницира повеќе, да речам, со некој англиски зборови отколку со македонски, као тоа ми нема некоја поента. Сега само ќе ве прашам, како гледате вие примерете на вашата конкуренција во вашиот домен? Ти во твојот домен, иако е музички, сепак вие си имате свој стил на музика каде што каде што творите. Како гледате на конкуренцијата, како на добра работа или онака ве нервира, ви прави жар во вас, сега ќе ја надминам, ќе ја поминам, ќе направам нешто повеќе? Па, според мене, не треба да се гледа тоа на негативно, бидејќи секоја конкуренција можеби треба да ти даде поттик да работиш повеќе или да правиш нешто плюс. Не го гледам тоа како, например, да се надпреварувам со некого, туку напротив може ми даде некоја идеја или да имам инспирација од некој што навистина се труди, баш тоа е за пофалба, да речам. И реално и ние на нашата сцена и не сме ни многу луѓе за да ни биде криво доколку некој друг прави нешто. Ама криво е, на многу луѓе им е криво. Па добро, има и такви луѓе, бидејќи можам да кажам дека кај нас некогаш знаат за ситници да се фатат, знаат да даваат некои коментари што немаат никаква основа. Да речам, сега ти си се потрудил да направиш нешто што можеби и на некој да не му се свиѓа, нема потреба да дава некој таков коментар што нема некоја основа. Иако, да речам, некој се седи дома и од дома само коментира колку не знам дали тоа го исполнува или слично, доколку има коментар од некоја основа или да речеме е добар, некоја критика, да, што може да промени нешто во дали во мојот начин на изведување или на било што виднина, тогаш сум во ред со тоа. Но доколку е само кажано колку да се каже нешто, да, тогаш сметам дека тие коментари не треба не да се гледаат.
Спасен, ке те оставам јас и ти да одговориш, а после тоа следуваат едни прашања во длабокото кои што вие сами ќе си ги извлечете. Прво да ми кажеш накратко за конкуренцијата. Во Истанбул има една златарска улица во Капали чаршија, има околу 1000 златари. Една до друга. Кога ќе влезете кај еден златар и ќе порачате, ќе сакате нешто да купите некој прстенче по ваш вкус, но го нема, тој сам за рака ве зема и ве води кај комшијата. И сите ќе да работат и се буквално сите се богати затоа што се работуваат. Музиката е уметност. Не можеме ние апсолутно да се копираме ниту еден со друг. Секој за себе си автентичен. Се работи за вкусови. Одредени категории на луѓе Сакаат едно. Сакаат друго, некој го обожава мојот начин на музицирање, мојот начин на изведување, мојата дикција, мојот стил на музика, некој не. Кратко, јас се гледам конкуренција сам на себе. Да видиме какви прашања ќе се извлечете, еве по две, не мора по многу. Не гледаме на карти, ама да видиме што прашање ќе се извлечете. По две на еднаш. Која што сакаш тоа? Ајде. Повели? Ај вака, средината. Може. Благодарам. Ајде, сега со кој да почнеме? Ајде со Јана ќе почнеме. Која песна те опишува како личност? Ете, па ти за песна се извлече. Како вака? Ова да не е наместено. Не е наместено апсолутно, па и ги мешав дури. Па, не знам сега конкретно некоја песна да кажам, пошто тоа нормално, како да објаснам, зависи од расположението и од ситуацијата, да, од период. Можам да кажам какви песни мене најмногу ми лежат да ги пеам. Искрено, секогаш се пронаоѓам повеќе во некои поспори песни, балади. Ти благодарам на одговорот. Спасен. Дали би жртвувал живот на блиска личност за да се спасат 100 други? Што се однесува до мене лично, јас јавно кажувам дека јас би жртвувал свој живот за да се спасат 10 други, а не 100. Но мој живот. А за тој живот, затоа што и на блиска личност не е мој живот, тоа е тој живот, не сум го создал и не можам да одлучам дали би го жртвувал или не. А што се однесува лично на мене, дефинитивно би жртвувал за да се спасат. Тоа е нашата етика и всушност ние сме христијани и христијанството тоа го промовира. Ова нема никакво прашање. Добро бе, Јана, како? Измисли Само една има џокер карта и ти таа ја погоди. Ама ајде, ќе ти дадем уште една. А што се прави за таа џокер карта? Џокер карта во случај да ти е лошо прашањето, Значи можам да го искористам. Можеш да го искористиш, дај да не одговориш воопшто ништо. Јасно, јасно. Која е најсрамната работа што си ја правила, а те фатила мајка ти? Чекај да размислам. Можно е првиот пат кога почнував средно, така нешто, и излегавме со другарки, као решивме дека ќе пиеме тој ден, и мајка ми баш ми звонеше и ми рече враќај се, тогаш имав излез, не знам до колку, до 12, мислам, така нешто. И ние искочивме и кога рековме ќе испиеме 2-3 пијачки, ама јас тогаш не знаев да пијам И ти види как што се бакнува со дечкото. Не. Да преминеме на главното. Не, само што се вратив, немаше таква ситуација, ама се вратив дома и така малце се тркала од една до друга страна. Не е страшно, Тоа, да, ама вака иначе нешто друго немале нема. во некој мали. Нормално во денешница. Да, тогаш не сум знаела да пијам, признавам. Благодарам на одговорот. Спасен, ти имаш уште една? Да. Кој е твоето најголемо достигнување? Ке ти дојдам. Не го сметам тоа за има многу побитни достигнувања индивидуално. Моето семејство, моите деца. Апсолутно. И јас Дефинитивно тоа. Тоа е најголем успех во Најголем животот. успех во животот. Според мене, за мене лично. Апсолутно е така. Секој различно се размислува. Јас тука сега сакам да ве наградам, еве одговоривте и на овие Уште сите награда? прашања. Да, имаме уште ваучери. Ова се ваучери кои што ќе ви ги даде Емче, а јас ќе ви ги дадам ваучерите од Ада, Wellness and Beauty Center, односно Ада е салон за убавина. Имате по 6000 денари ваучер Благодариме. за
разубавување, за Ама релаксирање. па ние сега Има го сме и за- убави, шо ли, ја не знам што. Ама може за масажа, еве Oh пример. my gosh. Може да се Може некој искористи за повеќе работи, така што може да ги посетите и секако сега следува Емче. Емче има припремено некаква драма во незините прашања, дали има драма или се некои, не знам, филозофски прашања ќе видиме. За ова Македонија вечерва во мојот сегмент Мама Драма имаме двајца неверојатни гости Thank you. со сосема различни енергии. Nice to meet you. Може да се каже. Ставете. Познат по својот глас, своето присуство и своето ставови, спасен. О, благодарам. Како чувствуваш денес? Не трогам менче. Нас? Преубаво. Да? Само немој да ја завршите емисијата, нека трае, нека трае. Ајде, Не пријава трае, нешто. рано е. Прекрасно, прекрасно. Добро. Благодарам, Менче. Ти како се чувствуваш со вакви гости? О, многу убав. Многу Ако убаво. има неверојатни гости како тебе, што мислиш? Yes. Какви комплименти. Ова им го кажуваш на сите гости или важи само сега специјално за нас? Само ја и ти. Yes. благодарам. Немој да ова да се пресече од Привилегии монтажа. сме Нека, ние. нека остане како Не го доказ. кратете ова. Немој да го кажеш. Останува се. И мека енергија, силно присуство и препознатлив стил. Ти благодарам, многу Како ми значи. видиш Македонија? Денеска решив да го потврдам тоа. Да. Ти благодарам на вистина. Стварно и ви имате преубава енергија и ти претходно сме се видели и секогаш убаво си поминувам со вас. Фала ти, Ана. Фала ти. Ајде, денес подготвив неколку прашања, интересни. Дали сте подготвени? Да, чекаме. Секако. Ајде. Почнува со кој? Јана Дамите или... имаат предност, се разбира. Дама прв. Ајде. Јас да го скршам разот. Ајде, Јана. Имаш многу препознатлива естетика. Колку е важен имиџот во твојата кариера? Па, мислам дека е доста важен, бидејќи на некој начин секогаш гледам некако според дали тоа што го носам или како ќе се средам и слично, да изразувам некако мојата енергија. Бидејќи секогаш сакам да изгледам што понежно, што поженствено, така што мислам дека е многу важно, поготово во оваа работа, бидејќи доста луѓе го гледаат тоа, да речам, и многу често кога ќе направам нешто различно, знаат да ме искоментираат луѓе, да ми речат еј супер што те гледаме во вакво издание, продолжи, така што такви работи ме мотивираат многу. И која е лекцијата што ја научи на потешкиот начин? Па, искрено, како што реков, да бидам похрабра во некои одлуки и до сега многу некако им верував на сите луѓе, сакав некако на сите да им удоволам, да бидат на некој начин задоволни, да ме сакаат и се тоа, ама сватив дека кога најпрво ќе се сакам самата себе си, дека многу повеќе ќе ме почитуваат и другите луѓе, така што решив да имам, сепак имам голем круг на луѓе, ама многу е тоа повеќе избрано отколку порано. Даваш многу мирна, нежна енергија. Дали тоа е твојата вистинска личност или стратегија? Па, вака во приватен живот, да, таква сум, помирна, потолерантна, сакам да ги слушам другите луѓе, додека пак на сцена сум поинаква. Еднаш баш имаш еден човек што ми искоментира, вика, ти кога ќе излезеш на сцена како некој ѓаволче, вика, да излегува од тебе. Така што не знам што ми се случува, например, кога пеам, дали дека ја чувствувам баш енергијата од сите и некако сум друга личност. Енергијата ѓаволска и затоа може така збеснуваш. Не се знае тоа. Па види, на почеток се поздрави масонски.
сега ѓаволска енергија почнува да станува нешто. Да, почнувам да го откривам лицето. Ќе видиме до крај што ќе каже се. Неверојатно, бидејќи тогаш сакам, например, сите да се веселе, се расположени, пробувам на некој начин да ја кренам нели атмосферата. И сум поразлична отколку што сум сега моментално, да речам, посмирена и неверојатно околу тоа мислеле. Добро. Дали некогаш задружуваш делови од себе за да не осудуваат луѓето? Па, имало ситуации, например, каде што можеби јас би направила нешто различно, ама сум си рекла, не чекај што ќе кажат другите или како ќе биде нивното мислење. Додека пак, како што поминува времето, како што се менуваат некои работи, да речам, пробувам повеќе да сум своја и како си велам, нормално е за секи има коментари, дури за најдобрите пејачи во светот или било што, има секакви коментари. Така што и да направиш, можеби на некој нема му се допадне и Апсолутно тоа си е нормално. Мислам дека и така треба да биде. Ако некој се заљубив во тебе, што е најтешкиот дел од тоа да те сака? Аха. Па, ја мислам дека не сум нешто многу тешка како личност, искрено, бидејќи кога дали се работи за љубовен однос или не знам за фамилиарен однос било што, се давам 100% и не знам, сакам тој што е со мене исто да има убава енергија, да се чувствува убаво, така што никогаш не гледам да го искористам тоа, па да не му е убаво на другиот. Баш напротив, искрено мислам дека нема нешто тешко, например, туку можеби јас ја гледам личноста како енергија, како се однесува со мене, бидејќи, да речам, не ми е главен приоритет убавината или некој како изгледа, туку напротив делата и Карактерот. Да, и чиста душа имаш, Да. како и да е. Ти благодарам. Осте тоа што се поздрави масонски, што имаш ѓаволчиња кога ќе излезеш на сцена. Тоа беше дел од мојата кореографија. Да, сега се искупи со ова. Сега спасен? Ајде, Може? чекам. Ајде. Намешан сум. Дали некогаш си се заљубил во некоја што си ја запознал на свадбена На свадба? свирка? Во невестата? Да. Се шегувам. Сум пројавил симпатии. Само искрени одговори, Сум спасен. појавил симпатии. Нормално на свадби, па посебно се сите Средени толкувави. И знам вака да се загледам сега. Суптилно, ама тоа е природен инстинкт. Мислам дека нема никој да замери. Гледам да видам колку што можам професионалец, но верувајте кога ќе види и машко да е убаво, кога ќе видам, ќе видиш браво бе, какви мускули има, како е среден. Од тоа што е убаво, окото не може да побегне. Пази само Искрено. со мускулите, затоа што може погрешно да биде сватено во денешно време. Па види сега, ако сакаш да успееш, како во Европска унија. Ова би беше само еден одбранен систем за ако гледа супругата, да сакам да кажам и другиот дека знам да погледнам и во машки, не само во убави женски, да се однапред да се искупам. Добро. Ајде. Дали мислиш дека некои пејачи ја продаваат македонската култура? Мислам. Мислиш? Или? Мислам дека знаеме и зашто. Кои? Нема да видам толку сега директен, поради пристојност, нели, да не споменувам имена, дека се пронајдат. Има доста на естрадата кои што не ги интересира воопшто културата, традицијата, идентитетот, историјата. Тоа не е само во естрадата, тоа го има и во спортот, па и за политиката да не збориме, кои што се подготвени да продадат се, дури и најмилото си упорат за пари. Постојат такви луѓе, за жал. И има такви луѓе. Во секој сегмент, енче. Некои профитираат, мислам, во крајност ги интересира само профитот, без разлика на сите останати морални вредности и критериуми. Па замислете, вие постои луѓе кои што
си го продаваат за жал собственото тело за профит, а камоли за музиката, за културата, кој ти како личност ти си го продаваш духот, си го продаваш, а знаеш, ем си уште едно ти кажам нешто, ви на сите да знаат, гледачите. Кога еднуш ке си го продадеш образот за малу пари, никогаш не може да си го откупиш повторно назад ни за многу пари. Точно. А старите ова го вика, со ѓавол немој да садиш бостан. Дали некогаш си направил нешто за пари, што не е било во склад со твоите предности? Не, никогаш. Мислам дека тој принцип токму ме одликува мене. Како човек, не зборам како музички интерпретатор, како музичар. Како човек, треба секој човек да си ги почитува своите вредности и достоинство пред се. Човек без достоинство и без карактер, всушност не е човек, тој е само обичен homo sapiens. Така да карактерот е нашето јас, не е ова тело што го носиме. Личноста јас, егото кој што го поседуваме не е материјално. Тоа е духовно. А тоа се гради врз база на нашето однесување, достоинство, чест, морални вредности, етика и така натаму. И ако тоа си го продадеш, и ако направиш нешто да си го засрниш за одреден бенефит, дали за пари, дали за некој друг бенефит, тогаш фактички ти не си личноста која што сметаш дека си. А најбитно за еден човек е да поседува собствена личност. Значи, личност е едно, а човек е друго. Точно. Ме разбра? Разбирам. Дали би му верувал на некој како тебе со твојата керка, ако ја имаш? На некој како мене? Да. Да бидам искрен. Секоја сум искрен јас. Се подразмисли. Па, би му верувал. Зошто мисли? Не, да беше со својата другарка жена, јас по принцип сега. Го збуни Емче прв пат, од кога сме почнати до сега. Не, размислував керка, малолетна, голема, возрастна. Во кој однос да би му верувал, пример? Тоа ми е она за кое што се двоумам, пример. Ако е мој другар, се приближи до керка ми. Да. Ако е како мене по карактер, јас ќе бидам среќен да ја има керка ми. Да ми биде зет, да речеме. Ако е како мене по карактер. Добро. Така да, ако ми даде збор, пример, дека нема да се приближам, поради одредени околности не сме, поради разни причини оженети, ако исто како мене по карактер би му верувал. Кај мене исто така тие вредности се кои што ги почитувам, особено фамилиарните и традиционалните вредности, каде што ќе влезам во една куќа, во еден дом, каде што ќе бидам понуден со храна или со кафе, тоа е за мене светиња веќе. Може да се појави било каква енергија со сестра на мој пријател, другар, со сопруга, со керка, возрастна и така натаму, тоа е завршено, можам се да потиснам во интерес на оние морални вредности кои што сум ги поставил. И повторно се враќаме, инаку не сум тој што треба да сум. Не сум таа личност, ако го прекршам собствениот закон и собствените критериуми, собствениот кодекс на однесување. Така да би му верувал. Кој е твоето најголемо кајње што луѓето не го знаат? Се каам за повеќе работи, иако се во животот сум постапувал промислено, да речам, некоја сум реагирал и во афект, избрзано, а едно од најголемите моите кајња е тоа што сум верувал безпотребно на луѓе на кои што не треба да им верувам. И таа била мојата една од поголемите грешки. Ја имам милион грешки, јас сум грешен. Имаш простано? Простевам секогаш. Тоа го пишува и во Библијата. Да, те прашав дали ти простуваш, затоа што тоа е најтешкиот процес кога некој ќе ти изневери, простувам, да можеби не веднаш, се зависи какво изневерување. Да, не зборував за љубовно неверство, него за изневерување општо, затоа што спомена кога ќе бидеш излажен од човек. Знаете како никош нема да му возвратам со лошо. Тоа не е во мојот карактер. Едноставно ќе му простам и ќе се дистанцирам
нема повеќе. Со збор да употребиш некој. Нема повеќе да ми Збор. имаш, ама ти губиш ако ми погрешиш. Готово. Фала ви многу за твојот искрени одговор и сега имам тука 2 илјари ваучар од Аристократ До сега сме на 10.000, 628 и 2 10. Најдоброто место во градот. Да, јас сум имала настап Повелете. тука, така да, стварно. Навистина? Да. А може утре Неколку повторно да пати. дојдам гостин да видам? Па 10.000 раки дневница. Не знам Ајде кај тука да почнам. веќе, кога тргнавме со подароците, еве Уште на има? Емче ќе дадам, уште има, тука има едно Повелете сладко од задоволство. Корнелијас. Еве, јас ќе го подарам Да, прво на мојата Благодарам драга. многу. Поведно сладко Повелете. задоволство. Благодарам. Ги имаме и тука, не знам дали ги Чекај да видам имате што има, да пробано. видам што има. Јас ги немам, ама добро изгледа, дефинитивно. Па мислам дека сите сме пораснати со нивните ролери, знаеш, нешто се полни со крем, мислам дека А овие ми се, нема овие кој јас ги што викам ги- цигари со крем, тие ми се готово, Тие се готово, тие, ги затоа знам. кажувам, Највкусни. нема човек што е Што што нема не јаде јадено. овие. Повелете, а тука имаме и нешто од нашите Аџико Хоум центар, кои што моментално имаат активна наградна игра, може да проверите кај нив на нивниот Инстаграм профил за што станува збор, а тоа е рачен миксер. Супер. Вие како Така да што- знаете дека се преселив јас сама да живеам. Навистина, браво, Да, ми сте тоа треба. честна одлуката да живееш. Па подготвувај се веќе Да. за мажачка, ќе треба да знаеш да готвиш, да Така миксираш. е, апсолутно. Треба Вие тоа знаете да да знае. готвите? Јајца да спржам знам. Само тоа. Да, оно е за да не сум Еве, гладен. затоа ти дадов, затоа јас поттик. Јана? Па јас да, искрено сега имам многу начини за полесно се готви, си користам air fryer, многу побрзо се прави се така Па што. да, имаме олеснителна околност Да, во кујна. Јас мислам дека убаво се снајде Емче реално со прашањата и многу Супер. добри прашања ви постави, искрено. Ајде, дојди Виктори ти заедно тука со нас. Ајде, одиме песна, не? Цело небо свети, звезди и планети, преку него летаат. Една звезда фали, веќе не се пали, нашата што згаснала. И еве цела година само малку спијам, а тогаш кога заспивам, тебе јас те сонам. Еве цела година како носам вина и помалку секој ден умирам без тебе. По цел ден и по цела ноќ умирам без тебе. По цел ден и по цела ноќ умирам без тебе. По цел ден и по цела ноќ умирам без тебе. По цел ден и по цела ноќ умирам без тебе. Тонио, јас сега ве оставам да уживате во оваа прекрасна композиција на Спасен, Виктор на гитара. Ние ќе бидеме само придружни вокали, а вие уживајте во остатокот од денот. Чао, чао. Деца бе мене знае што е љубов милице. Ти без мајка, јас без татко, растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Рефрен. Не ме чекај, милице, една стави отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да остариме. Ајде заедно рефренот, може ли? Може. И не ме чекај, милице, ти-ди-ди-ди-дам, една стави отров на срце. Мислев не си за мене,
Таква среќа имавме, еден без друг да остариме. Еден без друг да остариме. Кабе раѓони? Абе раѓони. Учиме свахили. Продре на границите од Балканот. Ајде за Милица да видиме. Јас видиш од наум? Народниот ми се тешки, ама можам да Тешки видам. се? Не, можам да видам се со акорди ако ги ставам. Со акорди.